25 ноември 2016 година, почитувани гледачи, термин за регионалните вести. Започнуваме со информации поврзани со активностите на политичките партии околу изборната кампања за предвремените парламентарни избори. За еден месец граѓанската организација МОСТ има регистрирано 10 нерегуларности во изборниот процес. Извештајот е базиран врз наблюдување на активностите на институциите на централно и на локално ниво, на активностите на политичките партии и работата на изборните органи. Граѓанската организација МОСТ соопшти дека обезбедила докази за 10 случаи за нерегуларности од изборниот процес од јавно достапни информации од наблюдувачи. Од таму велат дека има индиции за кривични дела и дека доказите ќе ги достават до Комисијата за следење на изборни нерегуларности. Непочитување на принципот на одвојување на државата од партијата, притисоци врз вработени во јавниот сектор, притисоци за гласање и злоупотреба на јавни ресурси. Ова се дел од случаите за нерегуларности од изборниот процес што ги забележала граѓанската организација МОСТ од наблюдувањето на изборниот процес во периодот од 15 октомври до 20 ноември годинава. Организацијата забележала тренд на користење на општински сали и домови за култура за партиски состаноци и собири, како и непочитување на принципот на случајен избор на членовите на избирачките одбори. Извештајот е базиран врз наблюдување на активностите на институциите на централно и на локално ниво, на активностите на политичките партии и работата на изборните органи. Од добиените над 2000 извештаи било забележано дека во 43 случаи во 26 општини функционери или вработени во јавниот сектор во работно време присуствувале на партиски настани, како и присуство на политичари и политички партии на настани организирани од јавни институции. Во 41 случаи во 26 општини на вработени во јавниот сектор им биле вршени притисоци да посетуваат партиски митинзи на владеачката партија, која исто така во 7 случаи во 5 општини правела притисоци за гласање или за обезбедување гласачи. Во 7 случаи во 6 општини било забележано злоупотреба на јавни ресурси, односно употреба на службени возила за партиски цели. Исто така загрижуваат случаите на противзаконско располагање со буџетски средства за време на избори. Регистриран е еден случај на започнување изградба на објект финансиран со јавни средства и 9 случаи на одржување јавни настани по повод започнување изградба или пуштање во употреба на објекти финансирани од јавни средства, вели Дарко Алексов, извршен директор на граѓанската организација МОСТ. Тој посочи дека овие случаи содржат индиции за кривични дела и, како што рече, доколку се докажат за нив е предвидена казна затвор од 6 месеци до 1 година. Организацијата апелира до граѓаните да ги пријават сите нерегуларности на бесплатниот телефонски број 080 080 080 или лично во просториите на МОСТ. Министерот за финансии и представник на ВМРО ДПМН денеска беше во посета на Тиквешијата, оствари работна средба со представници на регионалната стопанска комора. Ние како Министерство за финансии големо внимание посметуваме на диалогот помеѓу јавниот и помеѓу приватниот сектор. Во рамките на нашите редовни активности имаме редовна комуникација со стопанските комори. Во тој правец и се одржа денешната средба со стопанствениците од Кавадарци, од Кавадаречкиот регион. Целта ни беше да ги запознаеме пред се со активностите со кои што ние како влада ги превземаме во интерес на стимулирањето на развојот на бизнисите. Како што е познато, ние како влада следиме една економска филозофија која што почива на ниски даноци и на ослободување од данок на реинвестираната добивка, заради тоа што сметаме дека тоа е едно најголемо олеснување кое што им го даваме на стопанствениците, само податоците говорат дека во
минатата година речиси 23 милиони евра се вратени во стопанството од проста причина што истите средства не се оданочени, тие средства им значат на компаниите заради тоа што компаниите ги инвестираат во купување на нова технологија, во введување на нови стандарди на работа, нови бизнис процеси, инвестираат во развојот на производи или на услуги. Во крајна цел тоа понатаму придонесува за зголемување на профитот во компаниите и со тоа за севкупниот економски раст на Република Македонија. Исто така, ние како влада преземаме низа други активности, чија што основна цел е да се поттикнат инвестициите, генерално и во овој регион и во генерално во Република Македонија, заради тоа што во зависност од обемот на инвестициите, зависи колкав број на работни места ќе бидат отворени. Основниот проблем со кој што изминатите 2-3 декади Република Македонија се соочува е проблемот со високата невработеност. Ние како влада успеавме да ја намалиме невработеноста од 38,7% на 24%, меѓутоа тоа се уште не е доволно и понатаму продолжуваме и со мерки на стимулирање на влезот на странските директни инвеститори, меѓутоа исто така и со активности кои што значат поттик за домашните компании. Посебен фокус во наредниот временски период ставаме и на вклучување на македонските компании во ланецот на добавувачи на големите компании. Заедно со Светска банка веќе работиме на разработка на детализирањето на активности кои што ќе бидат опфатени со тој проект. Идејата е да што поголем број македонски компании се вклучат во системите на големите компании, на странските инвеститори кои што настојуваме да ги привлечеме. Во Кавадарци имаме можеби најголемиот инвеститор од аспект на бројот на вработени, тука е Дрексел Мајер, меѓутоа идејата е да се донесат што поголем број на странски инвеститори и што поголем број на домашни компании кои што ќе се вклучат во вредносниот ланец на овие компании. Кандидатот за пратеник од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Панчо Минов, на пресконференција презентираше дел од програмата Реално, која се однесува на развојно-туристичките зони. Почитувани и сакани кавадарчани и тиквешани, од програмата Реално на Коалицијата за подобра Македонија го издвојувам проектот за развојни зони на туризмот и конкурирање на Тиквеш како развојна дестинација и центар на винскиот туризам. Ние сме атрактивни за афирмирање на Тиквешијата како центар на винскиот туризам и она што треба да биде првична преокупација и веднаш со мојот мандат за пратеник ќе го застапувам, а тоа е да се конкурира со проект Тиквеш центар на винскиот туризам во Македонија. Тоа опфаќа пред се инфраструктура во делот на патната и сообраќајна инфраструктура, како и соодветна туристичка сигнализација која што ќе значи идентификување на нашиот регион како центар на винскиот туризам. Ние сме со природни погодности атрактивни и во делот на покрајвинскиот туризам, на планински туризам, на езерски туризам, на ловен и риболовен туризам. Интересно е на Тиквешкото езеро да се изграде и пешачка зона. Интересно е на падините на Кожов да се изградат и велосипедски и мото стази. Моја одамнешна желба е на пешачка зона која ќе ги поврзува Кавадарци и Неготино и тамо негде на центарот изградба на еден деловен и рекреативно забавен центар како за граѓаните од Тиквешијата и пошироко. Тиквеш да прерасне во фестивалски регион, Свети Трифон, посебно во Неготино, Тиквешкиот гроздобер во Кавадарци, Демир Капија, центар на винските атракции и Росоман со Праскоберот. Тоа ќе биде финансирано со проектот за републички манифестации со привлекување на најголем број на гости кои што бенефит ќе имаат покрај лозарите
и вршителите на сите други дејности и услуги од теквешијата. Кандидатот за пратеник од СДСМ и коалицијата од Кавадарци Бетијан Китев денеска на пресконференција презентира дел од проектите од програмата План за живот во Македонија кои се однесуваат на спортот. Почитувани спортисти и спортски работници, би сакал да ви презентирам некои од проектите од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата План за живот во Македонија, кои се однесуваат на спортистите и спортските работници. Уште во првите 6 месеци по формирањето на владата ќе формираме специјален финансиски фонд во рамките на Агенцијата за млади и спорт, кој ќе има за цел да го поддржува и унапредува спортот, спортистите и спортските клубови во Кавадарци и Македонија. Ќе започнеме со проектот Секој ден спорт, со кој што ќе се воведе можност учениците во основните и средните училишта да имаат секојдневна спортска активност. Исто така, ќе ги подобриме условите за спортување на студентите со посебни потреби, почнувајќи од обезбедување на пристап до објектите со 24-часовно користење. Во следните 2 години од мандатот ќе воведеме ефикасен систем за целосна поддршка на спортот. Ќе се одредат максимални квоти за добивање на финансиски поволности од државата, а спортските субјекти ќе бидат поделени во 3 категории во зависност од степенот на надпреварувањето и неговото значење за популаризација на спортот и промоцијата на државата. Поддршката ќе варира во зависност од категоријата и ќе се дава како на спортските клубови, така и на индивидуалните спортисти. Средствата за поддршка на спортот ќе се добиваат преку пренасочување на дел од данокот на добивка од предпријатијата. Предпријатијата ќе можат дел од својата обврска за данокот на добивка, наместо да ја платат на државата, да ја вложат во спортски клуб или во индивидуален спортист. Почитувани спортисти и спортски работници, да се избориме заедно за подобри услови во спортот во Кавадарци и во Македонија, каде што ќе се остварат врвни спортски резултати и ќе се создадат нови спортски таленти. Ве повикувам, секој е важен. На 11 декември да го заокружиме редниот број 4, да му помогнеме на спортот во Кавадарци и Македонија. На изборите имаме шанса да избериме дали Македонија ќе започне да се движи по патот кој го заслужува или ќе дозволиме државата да продолжи да биде заложник на криминалната фамилија. Ова меѓу другото го рече на пресконференција кандидатот за пратеник на СДСМ и коалицијата Ристе Ташев од Неготино. Почитувани сограѓани, на 11 декември на Македонија и престојат досега најважните избори. На изборите имаме шанса да избереме дали Македонија ќе започне да се движи по патот кој го заслужува или ќе дозволиме државата да продолжи да биде заложник на криминалната фамилија. Република Македонија повеќе од 10 години е жртва на бандата од ДПМНЕ. Повеќе од 10 години сме сведоци на уништување на државата во секој нејзин сегмент. Уништувањето на Македонија неминовно го зафати и нашето Неготино. Мене ми представува голема чест што сум дел од тимот кој нуди промени во Македонија. Особено сум горд што сум дел од тимот на изборната единица број 4, која ја предводи председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господин Зоран Заев, идниот премиер на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има план за живот во Македонија. Во деновите што ни престојат, јас заедно со нашите тимови од општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ги посетиме сите населени места, ќе застанеме на секоја улица, ќе влеземе во секој дом. Нашите предлози, мерки и идеи кои нудат живот овде во Македонија, ќе ги презентираме на секој сограѓанин. Почитувани, промените доаѓаат. Ајде сите да се избореме за нив. На 11 декември на гласачкото ливче да го заокружиме бројот 4. 11 декември е референдум за Македонија. На 11 декември ќе се избориме за живот во Македонија. Да живее Република Македонија, да живее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да живее Неготино. Кандидатот за пратеник од коалицијата за подобра Македонија Јован Чајошев од Росуман повика на фер и демократски избори.
Почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Елсуман, почитувани граѓани на изборна единица 4, ве повикувам на 11 декември да го дадете гласот за Подрва Македонија, гласот за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата за Подрва Македонија. Сакаме да ве повикаме на фер и демократски избори, сакаме да ве повикаме на избори каде што превладува сплотеноста и разумот. Сакам да укажам на некои работи, заради тоа што сме различни од СДСМ, предводени од Зоран Заев. Различни сме заради тоа што градиме, инвестираме, реализираме со конкретни проекти, завршени и реализирани. Ќе наведам неколку проекти кои се витални проекти за нашата општина, каде што се детската градинка, спортската сала, тротоари, повеќе наменско игралиште, улици, спортски игралишта, детски игралишта, улични осветлување и низа други проекти. Сакаме да го дадете својот глас за нашата коалиција за Подрва Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, заради тоа што се едни од најбитните избори каде што е во прашање државата, мајчиниот јазик и во изминатите изјави на Зоран Заев слушаме какви напади врз идентитетот на Македонија, на македонскиот јазик, за двојазичност на Република Македонија, така да кажеме едно не, големо не за двојазична Македонија, за деструктивното водење на политика од страна на СДСМ, сите заедно сплотени, мирно, разумно, на 11 декември да му го зададеме последниот удар и да му го нанесеме на големиот пораз во историјата на Република Македонија. Тоа беа активностите на политичките партии. Продолжуваме со прилози од секојдневието. Бесплатно мерење на шеќерот во крвта и крвниот притисок. Општинската организација на Црвен крст Кавадарци во соработка со Сдруженијето на пензионери денеска реализираше уште една активност во рамки на неделата за грижа на старите лица. Милица Младенова. Активно се одбележува неделата за грижа на стари лица, вклучени во кампањата и волонтерите од Општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Со низа активности до денеска се посетува старите лица во своите домови и им се нудеа совети, грижа и малку муабет да и тие се почувствуваат сакани и почитувани. Денеска со бесплатно мерење на шеќерот во крвта и крвниот притисок продолжи акцијата во соработка со Сдруженијето на пензионери во Кавадарци. Заедно со пензионерите делејќи им совет беше доктор Ѓорѓи Митрев. Само што почнавме со мерењето, до крајот на денот ќе видиме како е, делиме сега совети. Пред се сакам да ви кажам дека одбележуваме неделата за грижа на стари лица на ниво на цела држава, на Црвен крст на Република Македонија. Ние како општинска организација исто така се приклучивме кон одбележувањето. Неделата е од 21 до 28. Целта и мотото на оваа кампања, и сите сме ние нивни деца, и целта е да се мотивираат младите лица, младите волонтери кои што се во Црвениот крст, меѓутоа и општо сите млади лица дека е потребно да им се помага на старите. Оваа недела Општинската организација на Црвен крст на град Кавадарци имаше повеќе акции. Заедно со волонтерите нашиот Црвениот крст посетивме повеќе домови, помогнавме на повеќе стари лица со делење на совети, со општа помош околу нивните домови и сега завршуваме тука во соработка со Сдруженијето на пензионери. Последниот ден од акцијата го продолжуваме со бесплатно мерење на шеќер и на крвниот притисок. Со оваа активност не завршува кампањата на Црвениот крст на Република Македонија. Нивниот апел и понатаму младите да водат доволно грижа и да ги почитуваат старите, бидејќи староста е неизбежен дел од животот. Од командата на армиски полигон Криволак им соопштуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека на 26 и 29 ноември годинава во реоните на Брест, Кршковица, Мушанци, Голема Страна, Каша и Тубре, Белкамен, Козарник, Джидимирци, Читаклија, Кукулци, Караоджали, Хаджа Хамзали, Кавлик, Алајка, Куртепе, Штраклево и Енешево ќе се извршува
плакирање на метали со експлозив и боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторните возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и за тоа да бидат известени надлежните органи од командата на армиски полигон Криволак или СВР Штип, полициски станици од општа надлежност Неготино, Кавадарци или Градско. Вежбалиштето на кое ќе се извршуваат планираните активности ќе биде видно обележано согласно законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедено со физичко обезбедување, стои на крајот во соопштението од командата на армиски полигон Криволак. Стоп за насилството. Денеска е меѓународен ден за елиминирање на насилството врз жените. Насилството врз жените е глобална пандемија. За разлика од болестите, за неа нема лек, но има начини да се спречи пред да се случи. Застрашувачки е фактот дека секоја трета жена во светот е жртва на физичко или сексуално насилство, најчесто извршено од страна на нејзиниот интимен партнер. Денес светот се обединува за да се осуди насилството врз жените и девојчињата, да се поттикнат конкретни чекори за да се стави крај на овој глобален проблем. 25 ноември е меѓународниот ден за елиминирање на насилството врз жените и почеток на кампањата 16 дена на активизам за спречување на насилството врз жени и девојчиња, која ќе трае до 10 декември, односно денот на човековите права. Во рамките на кампањата се повикуваат луѓето да го обојат светот во портокалова боја, како символ на светла иднина за жените и девојчињата. Обединетите нации го прогласија 25 ноември за меѓународен ден за борба против насилството врз жените, инспирирани од бруталното убиство на сестрите Мирибал, политичките активистки во Доминанската република во 1960 година. Слободно за болестите на зависност дискутираат учениците од Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци, но со нив треба да се работи внимателно и упорно, нагласуваат наставниците. Продолжува едукацијата на основците низ сите основни училишта во Кавадарци на тема зависности и сексуално преносливи болести. Денеска тимот на млади на Општинската организација на Црвен крст Кавадарци присутен во Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето. Деталите на оваа тема и колку тоа младите комуницираат токму на дадените теми ги дознаваме од наставникот кој што воедно и активен волонтер во Црвен крст Кавадарци Орхидеја Димовска. Денеска во нашето училиште имаме гости, представници од Општинската организација на Црвениот крст на Кавадарци, чија што тема на денешната работилница е едукација на децата на тема болести на зависност. Месец ноември секаде во Република Македонија се одбележува со низа активности во основните и во средните училишта на тема болести на зависност, бидејќи сметаме дека оваа тема треба повеќе да биде застапена во наставните активности, предавања, работилници, се со цел младите деца, нели учениците и од основното и од средното образование, навреме да бидат информирани за последиците од користењето на алкохол, дрога, пушење цигари, што се може да се случи врз нивното здравје во текот на периодот на растење и развиток, а со тоа нели да се вклучиме активно како вработени во училиштето, како наставници, нели како лица кои што се директно вклучени во воспитно-образовниот процес на децата, да им помогнеме да навреме бидат спречени било какви појави на пушење, алкохолизам или ширење на наркотични средства во близина на училиштето. Децата се многу слободни, децата сакаат да научат, децата многу се интересираат. Значи денеска живееме сите во едно време кога на дланка ни се достапни сите информации со мобилните телефони, речиси секој второ дете има интернет на својот мобилен телефон, така да во секое време може доколку сака да истражува и да види многу повеќе во делот на овие болести на зависност. Меѓутоа ние сепак како вработени во воспитно, нели, образовна институција треба многу време да
одвоиме за децата навреме да бидат информирани, затоа што и децата се многу отворени, тие си прашуваат кои се последиците, прашуваат нели што се може да се случи доколку се почне со порано користење на алкохол, бидејќи еве сега се ближи нова година, знаеме дека децата во нашиот крај се организираат по оделенија и тоа и од помала возраст, од 5-то оделение и бидејќи живееме во еден крај кој што е познат по виното, ракијата, значи нема дом во кој што нема вино и ракија, така да треба да им укажеме дека тие се мали, дека треба со дозвола од родител да користат алкохол и да ги научиме кои се последиците од тоа доколку скришно, нели тајно конзумираат алкохол, што се може да се случи на нивното здравје, на нивното растење и развиток. На тема болести на зависност и сексуално преносливи болести истражува и Основното училиште Тошо Велков Пепето нивните резултати во некои следните изданија на вестите. Мрежна поврзаност на 3 училишта кои се дел од проектот Со читање до лидерство, домакин е Општинското основно училиште Пере Тошев Росоман. Таму денеска се споделуваше искуство. Со читање до лидерство предизвика и мрежен настан помеѓу 3 училишта. Домакин денеска Општинското основно училиште Пере Тошев во Росоман, а гости се Основното училиште Пере Тошев од Долнени и уште едно училиште од Прилеп. Сите 3 ќе развиваат меѓусебна соработка. Деталите во изјавите во продолжение. Мрежниот настан на кој што присуствуваме денес е помеѓу 3 училишта од околината, тоа се Пере Тошев Росоман, Пере Тошев Долнени и Рамполевката Прилеп. И еден од 8 кои што се планираат за овој период од училиштата од трета фаза кои што се вклучени во проектот Со читање до лидерство, проект на USAID, кој што го имплементира Фондацијата за културни и образовни иницијативи Чекор по Чекор. Целта на оваа компонента специфично е членовите на заедниците за учење, кои што функционираат веќе подолго време, да ги покажат оние добри практики до кои што дошле во текот на нивната работа и да ги споделат со колегите од околните училишта. И планираме ова да стане некој вид на практика која што ќе биде некако вкоренета во културата на учење во училиштето, бидејќи во суштина тоа е тоа што треба да го постигнат заедниците за учење. Училиштата делумно се бираат да бидат блиску локацијски некако, меѓутоа исто така училишта кои што можеби во претходна некоја фаза не биле на ниеден начин споени, а истовремено може да делат некои контекстуални сличности, и истовремено да се и доволно различни за да може вистински наставниците да користат од меѓусебното искуство и да им дојдат нови идеи за како да се справуваат понатаму со проблемите или нови идеи како поинаку, поинтересно, позабавно да го направат процесот на учење за децата. Посебно задоволство ми представува денес што сме домаќини на овој мрежен настан. Секако наставниците ќе разменат искуства, предизвици со останатите училишта и секако и понатаму ќе останеме во добра соработка со училиштата. Значи една голема благодарност до сите кои беа вклучени во овој проекти што допринесоа за да се одржи овој мрежен настан денес, кој што се случува овде во нашето училиште. Соработката помеѓу овие 3 училишта тука не застанува. Ова е само првата фаза од мрежниот настан. На истиот ќе се работи и по месец декември. Од спортот, утре 2 наши екипи ги играат редовните кола од своите првенства. Фудбалерите на Љубанци гостуваат на екипата на Евромилк, додека кошаркарите на Феник го пречекуваат Охрид. Повеќе детали во прилогот на колегата Мики Виденовиќ. Фудбалска клуб Љубанци од Кавадарци мака мачи во финишот на есенскиот дел од втората македонска фудбалска лига. Последни се на табелата и имаат сериозен проблем со квалитетно екипирање на играчки кадар. Згоро на тоа и повредите стигнаа во најлош момент, па така, заради повреда во тимот го нема клучниот од одбраната, Сашко Ристов, и клучниот во нападот, Слободан Дуков, а фалат уште неколку стандардни првотимци. Само што се вратија минатата недела од гостувањето кај лидерот Академија Пандев со 7 гола во својата мрежа, нашите фудбалери утре повторно ќе имаат тешко гостување.
Тие ќе му гостуваат на тимот на Евромилк, екипа која ќе сака да ни се реваншира за поразот во првиот круг. И екипата на Вардар од Неготино во ова коло има тешко гостување во Скопје на екипата на Металург. Во останатите средби од ова 13-то коло се среќаваат Тетекс Академија Пандев, Влазерими Новаци и Хоризонт Турново Скопје. Утре својот настап, но на домашен терен во рамките на второто коло од првата македонска кошаркарска лига ќе го имаат и кошаркарите на Фени Индустри, кои ќе го пречекаат тимот на Новелијата во лигата, екипата на АБА Охрид. Нашите кошаркари годинава ја стартуваа со средбите во Балканската лига и забележаа 3 домашни победи и 2 гостински порази. Исто така во првото коло од домашното првенство нашите момци минатата недела славеа нагости кај Кожув во Гевгелија. И кошаркарите на Охрид во првото коло забележаат домашна победа против екипата на Пелистер. Во меѓувреме екипата на Фени од семејни причини ја напушти црногорецот Вукота Павич, а на негово место експресно е ангажиран србинот Бранислав Джекич, кој утре ќе го има своето деби. Средбата Фени Охрид се игра во салата Јасмин во сабота во 18 часот. Останатите средби од ова коло се Вардар Пелистер, Струмица Работнички и Куманово Кожув. Променливо облачно со сончеви периоди и со повремен дожд кој во југозападните и западните делови ќе биде со умерен интензитет и температура до 14 степени е прогнозата за времето во текот на утрешниот ден. Од понеделник нашето подрачје ќе потпадне под влијание на многу студена воздушна маса од север, што ќе услови засилен ветер проследен со значителен пад на температурата. Попладне врнежите на планините и на повисоките места ќе преминуваат во снег. Од вторник ќе биде многу студено и ветровито со провејување на снег и во пониските делови, особено предпладне. Дневната температура ќе се задржува околу нулата. Со информацијата за времето го завршуваме ова издание на регионалните вести. Почитувани гледачи, благодариме за довербата и вниманието. Имајте секое добро со програмата на вашата КТВ.